Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува нов модел за управување со јавните паркиралишта со кои секоја стамбена единица ќе добие бесплатно паркирање за едно возило во својата зона на живење. Оваа мерка има за цел да обезбеди поголема достапност на паркинг просторот за жителите и поефикасно користење на постојните капацитети. Од предпријатието велат дека измените во подзаконските акти ќе придонесат за подобра организација, контрола и квалитет на услугите, како и за намалување на сообраќајниот притисок во општината. Дополнително се воведуваат проширени опции за корисниците, како и согласување кај месечните паркинг карти, комерцијалните услуги и услугите на пајак службата. Средствата од наплатата ќе бидат инвестирани во модернизација на инфраструктурата, дигитализација и подобрување на услугите. Новина представува и Зона X, хуманитарни паркинг места од кои собраните средства ќе се донираат за поддршка на ранливи категории граѓани во соработка со Црвениот крст. Надлежните истакнуваат дека со овие измени се создава пофер, појасен и поодржлив систем на паркирање, насочен кон реалните потреби на граѓаните и урбаното живење. Реконструкцијата на улицата 1558 во Скопската населба Радишани ќе продолжи откако општина Бутел донела одлука да го прекине договорот со првичниот изведувач поради утврдени неправилности и неквалитетна изведба на работите. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски соопшти дека ваквиот чекор бил неопходен со цел да се обезбеди квалитетна и долгорочна реконструкција на сообраќајницата, која, како што нагласи, не била обновена повеќе од 4 децении. Тој истакна дека општината нема да дозволи компромиси кога станува збор за инфраструктурни проекти од значење за граѓаните. Костовски оцени дека продолжувањето на проектот представува исполнување на ветувањата дадени пред жителите и важен чекор кон унапредување на патната инфраструктура во Бутел. Во својата изјава, Костовски упати благодарност до министерот за транспорт и врски Александар Николовски, посочувајќи дека соработката со институциите на централно ниво е клучна за успешна реализација на ваквите проекти. Улицата се протека во должина од 658 метри, а зафаќа површина од 4281 метар квадратен. Проектот се реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски, а од општината очекуваат со новиот изведувач работите да се одвиваат со засилен интензитет и согласно предвидените стандарди. Со свечено поставување камен темелник општина Илинден официјално ја започна изградбата на нова трибина на фудбалскиот стадион во населбата Илинден како дел од поширок проект за модернизација и унапредување на спортската инфраструктура. Проектот се реализира во неколку фази. Во првата етапа, спроведена во соработка со Фудбалската федерација на Македонија, беше извршена целосна реконструкција и проширување на теренот. Поставена е нова вештачка трева, изградена е заштитна ограда, воведен е современ систем за дренажа, со што стадионот ги исполнува условите за одржување на превари според современи стандарди и критериуми на УЕФА. Во рамки на тековната фаза предвидена изградба на трибина со капацитет од 1100 гледачи, како и современи подтрибински простори. Тие ќе вклучуваат соблекобални со санитарни јазли, душеви, простори за суди и службени лица, тоалети за посетители, вклучително и за лица со попреченост, магазински простори и посебен коридор за движење на играчите. На настанот присуствуваше и градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, министерот за спорт Борко Ристовски, пратеничката Драгана Бојковска и представници на институции и граѓани. Министерот Ристовски ја подлежа важноста на вложувањата во спортската инфраструктура, изрази поддршка за понатамошен развој на спортот во општината. Со реализацијата на овој проект се очекува стадионот во Илинден да прерасне во значаен спортски центар, кој ќе придонесе за развој на локалниот спорт и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владата ќе продолжи со засилена реализација на инфраструктурните проекти, ставајќи посебен акцент на подобрување на условите во образованието, како клучен сегмент за развој на општеството. На настанот по повод доградбата на основното училиште Гоце Делчев во општина Аеродром, премиерот истакна дека ваквите проекти се дел од континуираните активности на владата во изминатиот период, насочени кон унапредување на квалитетот на живот на граѓаните.
Уште еден ден, уште еден нов проект, уште една нова доградба на училиште. Тоа е нашата инспирација да реализираме што повеќе проекти, да создадеме додадена вредност за граѓаните, нагласи Мицкоски. Тој се заблагодари на локалната самоуправа, Советот на општина Аеродром и Министерството за образование и наука за нивната подршка и координација, посочувајќи дека заедничката работа меѓу централната и локалната власт е клучна за успешна реализација на ваквите проекти. Премиерот подвлече дека инвестициите во образованието се од суштинско значење, бидејќи младите генерации се двигатели на идниот развој на државата. Нашите најмили, децата, треба да имаат соодветни услови за образование и стекнување знаење, бидејќи тие се иднината на Македонија, истакна премиерот. Традиционалниот спортски клуб Свети Ѓорги започна со надпревари во футсал. На настанот присуствуваше градоначелничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска-Трајковска, која по завршувањето на надпреварите лично им ги додели пехарите и дипломите на најуспешните учесници. Првиот ден од турнирот го одбележа триумфот на футсал селекцијата на Кисела Вода. Талентираните фудбалери од оваа општина докажаа дека во овој момент се неприкосновени на теренот, покажувајќи одлична подготвеност во сите соочувања. Во полуфиналната средба селекцијата на Кисела Вода беше подобра од своите врсници од општина Стопиште со резултатот 16-0, додека во финалето избраниците на тренерот Игор Зафировски извојуваа победа над селекцијата на општина Ѓорче Петров со резултатот 4-0. Во борбата за третото место селекцијата на таленти од општина Бутел ја совлада екипата на Стопиште со 16-0. Спортските активности во рамки на купот продолжуваат со полуфинални средби во одбојка за девојчиња. Во првиот надпревар играат селекциите на општина Кисела Вода и општина Аеродром, а во второто полуфинале се сретнуваат талентите од општина Центар и Карпош. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно